Сега ќе ви напоменам еден свеж пример од пред неколку денови за огромна негрижа поврзана со синдикалното делување, за негрижа за од страна на раководни органи. Имено, станува збор за училиштето Васил Главинов во Велес. Во училиштето Васил Главинов во Велес им е укажано на просветните работници дека треба да се зачленат во државниот синдикат. Насока од некој моќник таму им кажал, колегите викат извинете, не одиме во тој синдикат. Му се прави притисок на раководното лице. Мораш да ги зачиниш во тој синдикат. Не знам сега, таму по високи кругови на градење на политика. Не успева да ги зачини колегите во тој синдикат и му кажува и си ги зима по автоматизам, си ги префрла. Значи, тоа е прво, ставен си на висока функција како работодавач, како директор во училиштето, ставен си на висока функција да менаџираш со тоа училиште и ти ги погазуваш прво колегите со кои што го вадиш лебот, задоволуваш туѓи хирови, постапуваш по одредени укажувања за одредени центри на политичка моќ и кршиш закони, ќе бидеш тужен, ќе ти се свртат сите колеги, значи директно ја нарушуваш синергијата во училиштето заради за да задоволиш на некој таму што ти наредил. Такви луѓе немаат ни грам совест ни грижа. Ние ќе го победиме тој систем. Ама проблемот е што има луѓе што се дрзнуваат да се стават во таква работа, да мораме да тужиме, да мораме да окреваме гласот и на крајот на денот да мораме да ги вознемири колегите до тој степен за да не може да се извршат работата.